Високата медицинска школа и фондацијата Доктор Котевски денеска го промовираа петтиот број на списанието Македонско сестринство. Списанието има за цел да го подобри статусот на сестрата, односно да се истакнат проблемите со кои таа се соочува. Сестрата е една од главните алки во здравството, а токму со Македонско сестринство сестрите ќе имаат место каде да ги презентираат успесите, падовите, вештините и критиките, вели доктор Котевски. Денешниот ден е посебно важен затоа што 5 години ние истрајно и поред недоразбирањето со своји собствени средства успеваме да го одржиме списанието, да име нада на медицинските сестри. Веруваме да новото Министерство за здравство ќе свати малку повеќе и ќе обрне внимание, бидејќи се во тек и изработка на неколку закони. Тоа е Законот за здравство, Законот за докторите и Законот за медицинските сестри. 3 закони кои што понатаму ќе бидат преку парламентот донесени и ќе се знае малку поблиско работата и веројатно и наградата и угледо и цена и местото на медицинската сестра како таква, кој што до сега не е доволно дефинисано. Петтиот број е посветен на изборот за најуспешна и најхумана сестра во Република Македонија за 2016 година. Награда која заврши во рацете на битолчанката Мелинда Драла. Високата медицинска школа даде свој придонес со тоа што беа ангажирани професорите на Високата медицинска школа, за да може тоа да го уредат, за да може трудовите да ги доведат во некоја форма каде што ќе може да бидат објавени во списание. Најчесто пројавите се тематски, секој број носи одредена тема. Например, имаше број за по повод 100 години од смртта, од раѓањето на мајка Тереза. Имавме овој број, например, во чест на прогласувањето на најхуманата сестра за 2016 година, донесува одредени прилози за гостувањето на професорки од Медицинскиот универзитет од Варна, односно школата која што постои таму и која што има 4-годишни академски студии и така натаму, носи активности на нашите студенти и така натаму. Списанието обработува теми од здравствената нега, научно-истражувачка дејност. Истиот излегува 2-3 пати годишно, а доколку има материјал и повеќе, се дистрибуира до сите здравствени организации и образовни институции од областа на здравството, како и низ библиотеките во државата.